100 приказни во една. Отворен свет. Емисија за лица со попреченост. Отворен свет. 100 приказни во една. Македонско радио. Почитувани слушатели, добар ден. И овој вторник ќе ја проследите емисијата наменета за лица со попреченост Отворен свет. Задоволство ќе ни биде и денеска да одговориме на прашања кои бараат одговор, дилеми кои треба да се разрешат и секако да обработуваме теми кои се предизвик, но и потреба да се дискутира за нив и по нив. Нашата цел е пошироката јавност да биде постојано анимирана за оваа категорија лица кои се во постојано докажување дека едноставно разликите не се пречка за инклузија во општеството без оглед на видот на попреченоста. Наши и ваши денешни гости се Елена Кочовска од невладината Полио Плюс и Сашо Василевски, председател на Интерпартиската парламентарна група за права на лицата со посебни способности. Мене ми е задоволство што сте дел од оваа емисија и што секако одвоивте и време и дојдовте во нашето студио, во студиото на Македонското радио, Радио Скопје, да бидете токму учесници во истата. Добар ден на двајцата. Добар ден, Весна. И секако за почеток би било прашањето што е она што е работата на интерпарламентарната група, каде што сте вие преседавач, имате 6, ми кажат дека во состав сте и вие како преседавач. Прво, благодарам, Звесна, до тебе. Како новинар, на оваа емисија да можеме да дојдеме на кратко и да го презентираме нашиот мотив и план, идни активности како лица, парламентарци во Собранието на Република Македонија, кои сметам сме се нафатиле за една хумана мисија, а таа е да ги слечеме партиските дресови и во оваа група на Интерпартиската парламентарна група действуваме како луѓе, како политичари, хуманитарци, без политичка заднина. Инаку, Интерпартиската парламентарна група е формирана пред 13 на години во Собранието на Република Македонија, кој е втемелувач на идејата е Полио Плюс. Тука ја поздравам и нашиот партнер Елена Кочовска од Полио Плюс. Тие се втемелувачи на оваа идеја. Ова е 6-ти состав. За жал, еден од најкратките состави на ова Интерпартиската парламентарна група, затоа што за констатација ние имаме секоја година буквално избори, така да ни е многу тешко како парламентарци да го спроведиме континуитетот на партиската лоби група во Собранието на Република Македонија. Инаку, јас сум председавач од пред 12 на месеци на оваа група. Тука имам неколку подпредседателки кои се членови на останати политички партии, но овде, како што кажав, делуваме од волонтерски карактер и тоа се силни личности кои едноставно одлучивме да одиме еден пат каде што некогаш политичарите не се заинтересирани многу да работат на оваа тема, затоа што не носат политички поени, но ова е една долгорочна мисија каде што и политичарите и сите хумани луѓе треба еден пат да го изодиме кон издигнувањето на нивото на проблемите со кои лицата за посебни потреби во Република Македонија се соочуваат во дневна основа. Да ги направиме перспективите за нив, да бидат еднакви како нас, со тоа ќе го достигнеме нивото да ние бидеме и модерна држава и похумано општество. Така. Еве, рековте
на самиот почеток јас ве представив, реков председавачите на групата, но да кажеме дека не случајно сте ставени на ова место за да се биде председавач, да се биде член на вакво нешто. Треба да се биде хуман натре во душата, да кажеме дека сте и лекар по професија. Да. И тоа е нешто дополнително кое дава една големина во сета таа работа што ја работите. Па да, може би индиректно и мојата професија како лекар интернист кој по-професионално се бави со темата на ендокринологија, диабетологија, имав можност да имам контакти со пациенти кои едноставно со хроницитетот на самата болест влекле и во одреден степен на инвалидитет. Дали тоа било во однос на нарушувањето на видот, дали во моториката, дали во, за жал, губење на некој екстремитет. Значи, тоа беа мои дневни пациенти и јас знам дека во мојот одел, значи во мојата кабинет, амбуланта, прво што го направив пристапна рампа. Значи, тоа беше основно, како моите пациенти кои се со специјални помагала би можеле да доаѓат. Од тука цел живот, значи, од мојата професија сум работил и во неколку хуманитарни организации кои исклучиво се бавеле за лицата со посебни потреби, значи сме помагале и така да во слободно време многу часови сум одвојувал како личност на тоа волонтерство, на помагање на луѓето кои имаат одредена потреба. Се согласувате ли дека хуман човек се раѓа, не може да се состате? Па јас мислам да. И тука многу брзо вие можете тој човек да го карактеризирате, доколку му е дојдено да прави собствена кариера или личност врз лицата со посебни потреби, тоа многу брзо се гледа. Ќе направат 2-3 фотографии, ќе направат 2-3 излегувања или некој настап и толку е со тие луѓе. Ова е континуитет на помагање на цел живот и затоа сум горд што ето, со една акламација, по согласност од сите политички партии, сум избран како председавач на интерпартиската парламентарна група, во која сакам да потенцирам, сме некаде околу 46 пратеници, имам 4 подпредседателки, тука се вклучени и сите председатели на комисиите во работните тела, кои, ето, сакам да изразам задоволство, што имам одлична подршка од сите координатори на пратеничките групи, особено имам голема подршка од председателот на Собранието на Република Македонија, господин Трајко Велјановски, генералниот секретар, кој ова година за прв пат ние представуваме веќе и формална група во Собранието на Република Македонија. Досега бевме неформална група, немавме можност за технички капацитет околу припрема на сите овие работни средби и ширењето на тие работи, така да од ова година имаме можност да имаме технички комитет, значи луѓе професионалци кои работат во склопот на Собранието на Република Македонија и тоа е фактички онај темел кој ќе го оставиме зад нас. Значи ние направивме ова година еден исчекор во однос на она што беше изминатите 13 на години. Зошто? Затоа што ние политичарите сме менлива категорија. Значи имаме избори на година, 2, 4 години, на моје место најверојатно следниот мандат ќе дојде некој друг човек, но за овој краток временски термин одлучивме, знаевме дека ќе имаме скратен мандат како политичари и парламентарци, но рековме дајте да направиме еден голем исчекор во втемелувањето на она што треба да се случи следниот период. Со Елена одлучивме и со техничкиот комитет да оној чадор кој беше на почетокот од помала група на пратеници и само Полио Плюс како втемелувач на ова идеја за формирање на интерпартиската парламентарна лоби група на почетокот се интерпартиска парламентарна група, да направиме еден темел да секој кој ќе дојде после нас не го оди некој нов пат, него едноставно да ја настави мисијата на издигнување на нивото на потребите на лицата со посебни потреби. И ние тоа го направивме. Значи од една овај невладина организација Полио Плюс како втемелувач, сега имаме над 30 организации во тој чадор кои делуваат на ниво како партнери внатре во Собранието на Република Македонија. Значи ние направивме нашата желба беше да направиме една реална инклузија на лицата со посебни потреби во Република Македонија во Собранието.
да го отвориме собранието, значи да имаме работни средби, каде што лицата со посебни потреби нема да бидат неми посматрачи на она што се случува околу нивните интереси на носење на позитивни законски регулативи. Така, напротив, ќе учествува како Елена. Точно. Активно. Како Елена и како сите И останати, и се така е. договоривме со председавачите на работните комисии во Собрание на Република Македонија да на секоја нивна работна средба, каде што се носат нови законски решенија, измени, дополни на закони, најразлични идеи, да преку техничкиот комитет бидат известувани тие да направат работни документи со нивни забелешки, предлози или подобрување на тие идеи, да како партнери едноставно ги носиме во едно време сите нови законски регулативи кои се во основа во интересот на лицата со посебни потреби. И тоа го успеавме на една посебна работна средба која се одржи во Собранието на Република Македонија, каде што беше повикана, значи, експертската јавност на лица стручни кои ги работат овие теми, професори, декани на универзитети, социјални работници, психолози, психијатри, родители, деца, здруженија, и тука донесовме еден заклучок да во идниот период Собранието на Република Македонија, која ќе донесува, значи, законски регулативи, обавезно ги кани на расправа здруженијата на лицата со посебни потреби. И тоа е најголемата инклузија исчекор што го направивме како политичари. Второ, што успеавме да направиме е да во една следна работна средба која се одржа исто во Собранието на Република Македонија, заедно со парламентарниот институт во Собранието на Република Македонија, кој е независен професионален оддел кој работи за потребите на парламентарците. Направивме еден едукативна работилница, каде што лицата со посебни потреби и фронтмените на тие организации присуствуваат, значи, на една работна средба каде што му објаснавме што е парламент, што е собрание, што се комисии, што се законски регулативи, што се амандмани, што се измени, дополни, така да го знаат патот како е животот и работата во Собранието на Република Македонија. Плюс ние веќе излегуваме на сајтот на Собранието на Република Македонија и секој човек кој го прати животот и работата на Собранието на Република Македонија може да ги види и нашите активности. Да. Она што сакам да го потенцирам, веќе влегуваме и во тематски разработување на одредени теми во однос кои ги засегат лицата со посебни потреби. Значи, пред 3 недели имавме во Собранието на Република Македонија. Тоа е следното прашање, дел од активностите, за аутизам. Веќе го начнавте тоа прашање. Така. Така, тоа беше прашањето, нели, за аутизмот како не е загадка или болест, туку само начин на постоење. Меѓутоа, ви имате и други активности. Ајде да слушнеме што е тоа што е дел од вашите постојани активности. Покрај ова. Имавте работилница за интерпартиски парламентарна имаме, група, нема недела, постојано нешто се случува, направивме еден темпо со Елена и со техничкиот комитет да не бидиме членови на една група партиска, вонпартиска, значи која делува во собранието, кој само ќе се слика и декларативно ќе излезе дека таа и таа група, тие 3 пратеници биле во тој период членови на интерпартиската парламентарна група. Ние направивме еден календар на активности и буквално секоја недела имаме тематски активности. Сега прашањето следно е, што вие можете да направите тие нивни барања, нивните... Нели, сите имат различни барања, колку може да им се исполнат, нели, тоа зависи од можностите, така е. Меѓутоа, вашиот удел во тоа да тие се имплементираат? Знаете како, ние сме луѓе кои партиципираат во... Може би очекувањата еве не слушаат и мислат дека вие се можете да направите. Точно, ние сме луѓе, политичари кои ги носиме законите, значи, во законодавниот дом. Треба да го подигнеме нивото на самосвеста на сите политичари, дали во централната, дали во извршната власт, дали во локалната власт,
да овие позитивни законски решенија кои стварно веќе почнуваат да се носат во изминативе неколку години и се имплементираат и на централно, но и на локално ниво. Џабе носење на добар закон ако тој не се имплементира. Точно така. Во Интерпатритската парламентарна група е донесена и усвоена Конвенцијата на Обединетите нации. И нашиот план за идниот период, значи на оваа група и ратификувана, ќе треба да одиме на тематски единици и како тие да бидат имплементирани во животот на лицата со посебни потреби. А можно е тоа? Можно и веќе се имплементира. Значи, ево јас ќе почнам како здравствен работник. Во сите нови болници кои се прават на нивото на Република Македонија има стандарди. Веќе немате нови болници или реконструирани болници каде што нема лифтови, каде што нема пристапни рампи. Јавниот превоз, ево ќе гледате во Скопје се купија некаде околу 180 автобуси за јавен превоз. Обавезно тие автобуси мора да имаат пристапни рампи и да бидат во складот со нормативите да ги користат лица со посебни потреби. Значи, тоа е и нормално користење на здравствените услуги, на социјалното, можноста на вработување и сите работи. Но, јас викам, ние сме на почетокот на тунелот и ќе го одиме заедно, затоа што и помодерните, и појаки, и на стари демократии, и подобри економии од нашата држава, се уште не го имаат заокружено тој круг на идеално општество каде што лицата со посебни потреби ги решиле сите нивни барања. Затоа ние како политичари треба дневно да го подигнуваме нивото и самосвеста кај сите нас. Затоа што често пати јас на едно мое обраќање во Собранието на Република Македонија кажав дека аутизмот е можеби состојба, но ние сме аутисти како луѓе кои гледаме дека околу нас има проблеми, а се однесуваме ноншалантно и не ги забележуваме. Тоа нас не ни се случува во нашето семејство, во нашиот видеокруг и дека тие си имаат свој собствени, но дека се навикнате дека се родиле со таков или стекнале со таков хендикеп. А не сме свесни дека и ние како здрави луѓе можеме да имаме повреда или било каков момент на слабост на организмот, да бидеме во иднина и ние лица со посебни потреби. Так, и да имаме во текот на животот стекнат инвалидитет. И стекнат инвалидитет. Така е. Значи, ова група е ранлива група, затоа што не се работи само за лица со посебни потреби. Тука се интегрирани цели семејства. Значи, на помош на тие лица. И ние ако кажеме дека имаме пример 30.000 луѓе со посебни потреби, оосталом статистиката кажува дека од 7 до 10% во модерните, развиени земји се лица со посебни потреби, во неразвиените или слабо развиени земји е до 20%. И сега вие кога ќе кажете 2 милиони луѓе, 7% тоа веќе е една цифра за респект. Но каде се нивните семејства? Затоа што вие ако имате лица со посебна потреба, од потежок инвалидитет, ево зема аутизмот, или лица со хендикеп, на оштетување на вид, оштетување на моторика, цели семејства се интегрирани во помошта на тоа лице. Значи, таа се триплира таа бројка на луѓе. И вие ќе дојдете до една бројка од 70 до 100.000 луѓе кои се директно инволвирани во помошта на тие лица. Плюс неспособноста да тие луѓе прават адекватен доход, затоа што се спречени едноставно. Така, ако ви имате лице со инвалидитет, не можете да дојдете 8-9 сати на работа. Сега ние работиме нон-стоп, нема веќе работно време. А вие мора да бидете посветени на тоа лице. Така да имаме за воиднина и добри идеи. Сакам да потенцирам дека многу организации се наши партнери. Јас тука ќе го потенцирам Националниот демократски институт влезе како наш партнер, Обединети нации, влезе како наш партнер. Влегоа многу амбасади, сопруги на амбасадори, кои имаат и деца со хендикеп. Сакаме да го потенцираме тој проблем на повисоко ниво и гледам, има надеж дека има стварно сенс во политиката да се направи еден добар исчекор на лицата со потреби и ние работиме заедно со Австриската амбасада како наш партнер, односно со представникот на ресорното Министерство за труд и социјална политика, еден закон каде што ќе го предложиме многу брзо како предлог
на ИППГ заедно со лица со посебни потреби, да се отпочне системското решавање на овие лица. Јас тука ќе ве замолам малку да здивнете, ќе слушаме на музичка номера, а потоа Елена ќе ни каже збор 2. Одлично. 14 часот 38 минута продолжуваме со емисијата Отворен свет посветена на лицата со посебни потреби. Во студиото наши и ваши гости се Сашо Василевски, председател на Интерпарламентарната партиска група, и Елена Кочовска од Полио Плюс. Мене ми е задоволство што еве дискутираме на една тема која што ги засега веројатно и оние што не слушаат, а посветена е токму на лицата со посебни потреби. Дојдовме до оној дел, или направивме една музичка пауза, една номера слушнавме, малку да здивнеме, бидејќи навистина многу изборувавме, до оној момент кога пратениците со одредени закони можат да ги имплементираат некои барања ваши. Меѓутоа, во меѓувреме ми кажавте, поборувањата се можеби преголеми, а тие не можат да ги исполнат, затоа што можностите се знае кои се на извршната власт, кои се нели на оние кои што можат тоа да го направат. Една од работата која што е спомена по доктор Сашо Василевски е едукацијата, и затоа и овие средби кои што беа во претходниот период направени беа со одредена намена, тоа беа едукација на самите организации, односно представници на организациите на лица со хендикеп, за тоа да знаат што работи парламентот, која е улогата на парламентот во нашето општество и докаде и се неговите можности и граници. Значи, ние не може да очекуваме дека нашите пратеници можат се да направат. Значи, меѓутоа имаат доволно влијание да лобираат во извршната власт, врз министрите, врз одредени регулаторни тела, со своите познаници, користејќи ги политичките, значи партиските релации, да притискаат да законските одредби и норми веќе станат реалност. Другата форма која што ја има ИППГ, барем како Полио Плюс, која што и ја наметнавме од самото основање, е тоа дека треба да представува во основа и катализатор на единствениот глас на лицата со хендикеп. Тоа значи дека не може ние да бараме се и се што, значи сега да имаме свемирски брод и да одиме заедно до Марс. Тоа може би во некоја иднина, меѓутоа во моментов потребно е да го усогласиме нашето барање. Значи, ако се бара системски закон, тоа значи дека сите треба да ги бараме тие системски решенија кои што треба да доведат до подобрување на животот на граѓаните со хендикеп, уживање на човековите права на лицата со хендикеп и секако она кое што стално го зборуваме и од Полио Плюс, дека нема тоа да се случи преку ноќ, затоа што Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп има таков динамичен развоен концепт кој што евалуира и бара динамично делување на сите актери во нашето општество. Ако е проактивна интерпартиската парламентарна група, ако е проактивно собранието како што е во овој период и тоа како викаме ние благодарение на луѓето кои што се ангажирани, секогаш зависи од луѓето. Ние имавме и таа посебна чест, значи во овој шести состав да имаме такви ангажирани луѓе. Имавме, меѓутоа се зависи групи, но се зависи од луѓето и нивната посветеност, бидејќи ова бара е стварно необработено поле кое што пак е испреплетено со и вичњаците од самата Конвенција за правата на лицата со хендикеп. И сталната едукација за тоа каде се испреплетуваат нештата е многу сложено да го разберите од една страна, од друга страна е многу сложено да го имплементират, затоа што е во цикличен системски процес. И тоа мора да биде закон за одредени работи. Затоа викаме дека ИППГ, бидејќи постои раздор во нашето движење на лицата со хендикеп, имаме стари сојузи, нови организации на лица со хендикеп и така натаму. Тоа постои. Имаме и нови појави, односно нови организации кои што пак не се на лица со хендикеп, се за лица со хендикеп, значи даваат некакви услуги за лица со хендикеп, меѓутоа сите тие мора да знаат каде им е местото. Тоест каде ни е местото.
и кога излегуваме со одредени барања пред пратениците, тие да бидат во еден глас. Бидејќи во спротивно ни пратениците не можат да излезат во пресрет на нашите Ниту да ги барања. разберат вашите Нити да ги барања. разберат нашите Апсолутно. барања, а при тоа тие имаат обврска да се држат исклучиво кон начелата и принципите на Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп, кој што, како што претходно споменавме, нашата држава ја усвои, ја ратификува заедно со опциониот протокол, кој што има обврски, кој што ги не засегаат сите. Значи не се само тука пратениците, тука се обврски на сите чинители на било кое ниво, вклучително и обврски за самите лица со хендикеп. Сега морам да ве прашам, прашање до бајцата. Гледате ли во иднина, имаме можност да видиме во германскиот парламент Шојбле, да го видиме како министер, дали имаме можности и луѓе подготвени и во нашиот парламент да имам стапиме и простор да бидат и тие пратеници. Искрено ќе ви кажам. Моја желба, Не се сомневам дека немаат капацитет, бидејќи јас познавам со страшно голем капацитет луѓе. Да, за овој краток период кој имам можност на дневно особено да соработувам со лицата и организации со лица со посебни потреби, гледам дека тука има изузетно квалитетни луѓе кои имаат надпросечна интелигенција и кои имаат мотив да работат на проблемот на имплементација на лицата со посебни потреби, значи да се носат посебни закони. И јас сум човек и пратеник во моментов кој мислам дека треба да се лобира во политичките партии да во иднина во парламентарниот дом на столчето имаме и представници директно од лицата со посебни потреби, кои директно ќе се занимаваат со истата проблематика и тоа ќе биде многу ќе значи. Не е тоа единствен пример има во повеќе земји лица со посебни потреби кои биле на високи политички функции и хендикепот телесен не може да биде пречка да една индивидуа не биде кандидат за пратеник или за одредена извршна функција. Има прекрасни луѓе, значи кои се растеретени во однос на личната амбиција да нешто направат со собствената личност, него да помогнат на лицата со посебни потреби. Така, да Јас се тоа вложат често себе си пати го навистина спомнувам и на таа повисоки работа. нивоа и гледам дека има разбирање и се надевам дека во идните парламентарни состави набрзо ќе видиме лица со посебни потреби да бидат наши колеги. Со една звездичка. И ја ќе додам. Да. Едни од нашите лобирања е стално политичката партиципација и вклучувањето на лицата со хендикеп во законодавната и извршната судската власт во нашата држава. Меѓутоа, како и што претходно споменав, се зависи од човекот. Бидејќи ова прашање е доста сензибилизирано и бара промена на јавната свест. Многу е и важно каков човек ќе ставите. Значи, не е само по секоја цена да ставите лице со хендикеп некаде. Ако тоа лице не носи квалитет сам по себе, бидејќи тоа лице треба представува да носи еден нов ветар на промена и на свеста, да представува лидер. Споменавме да нема лична амбиција туку, напротив да се даде ако себе нема си свој и за останатите. квалитети за да биде, Така во е. тој случај може да направи поголема штета на движењето на лицата со хендикеп. Затоа е многу важно да стално викаме треба да има, меѓутоа со една звездичка лице кое што ќе носи квалитет и ќе носи лидерство. Не по секоја цена, за да имаме било каква маскота на било кое ниво. Било ако сакате и за курир да го земите, мора тоа лице да има одреден квалитет, бидејќи уште сме во многу ранлива состојба ситуација, особено во Македонија, свеста ни е на се уште ниско ниво за разбирање и се уште прифаќање на различните од нас. Така. Јас сакам само да напоменам она што го кажува Елена, и тоа е еден многу важен момент на сензитивноста на нашата мисија. И внимаваме на тој момент, и јас како председавач на интерпартиската парламентарна група и на моите подпредседателки кои доаѓаат од други политички преференции. Никогаш во ова мисија наша, во ова наша, да речем, група,
не сме ги ставиле приоритетите на партијата. И мислам дека една единствена обединувачка сила во моментов во Собранието на Република Македонија, каде што имаме над 46 парламентарци од сите можни политички партии и независни пратеници кои делуваат вонпартиски. И многу внимаваме да не импутираат дека како луѓе и политичари сакаме на грбот на лицата со посебни потреби да правиме политички поени или позитивни или политички кариери. И многу внимаваме на таа работа. За жал, некогаш сме напаѓани за таа работа, дека, ето, може би јавноста ќе не свати како хуманитарците, но посветеноста на дневна основа го кажува обратното. Ако вие сакате да берете политички поени, ќе се случи едно сликање, една манифестација и толку. Но ако сакате да бидете посветен човек, како што е нашата група, која дневно одвојува најмалу 40% од работниот ден на лицата со посебни потреби, го кажува спротивното дека ние одиме една хумана мисија на комплетна инклузија на лицата со посебни потреби во парламентарниот дом во Република Македонија. Бидејќи немаме многу време до самиот крај на емисијата, само едно кратко прашање, бидејќи ми кажавте работиме во рамките на собранието. Меѓутоа вашата работа и надвор од собранието. Излегувате и надвор од собранието. Ајде малку збор два и за тоа, за да ете и тоа не го заборавиме, пропуштиме. Можеби сме единствени кои имаме тематски работилници надвор од собранието на Република Македонија. Во минатата недела имавме една одлична работна средба во Охрид. Тема беше аутизмот и некако беше поврзана со нашата работилница во Собранието на Република Македонија, како за мој изненадување, сум охријанец, имаше на 200 луѓе. Значи, исклучително посетена беше ова работилница. Значи, темата беше многу актуелна, каде што на едно место се најдоа родители, се најдоа млади луѓе, студенти кои утре ќе се занимаваат со оваа тематика. Имаше луѓе кои партиципира, значи, во тие здруженија, имаше професионалци, значи професори кои се бават со лицата со посебни потреби, значи со темата аутизам, и имаме тематски работилници на двор. Имавме, значи, пред едно 30 дена во Скопје имавме за сексуално и репродуктивно здравје. Имавме работилница заедно со Австриската амбасада за персоналната асистенција на лицата со посебни потреби. Нови предизвици, значи сме излезени од собранието на Република, што е одличен момент, и она што Елена го кажува, за жал ние уште не ја знаеме бројката во Република Македонија, колку здруженија ги има и дали тие здруженија сакаат стварно да се бават со лицата со посебни потреби или имаат некој си интерес повеќе него што е за лицата со посебни потреби, да не речам приватен интерес. И ја затоа инсистирам, ако ние сакаме да носиме нови закони, позитивни закони, имаме таков план, она што го кажува Елена за таа персонална асистенција кој во идниот период ќе го разработиме преку компаративни анализи и колку државата може да излезе во пресед на овие наши идни барања, кои ќе имат сериозни финансиски импликации врз буџетот на Република Македонија, но и изводливо, затоа што гледам дека оваа влада има еден добар исчекор, значи не штеди ни средства, ни ресурси за добри проекти. Тоа треба добро да се разработи и да не испадне дека ова идеја на политичар од одредена политичка провиденција, него дека оваа идеја со ваков план кој треба да се случи во следните неколку години, доаѓа од интерпартиската парламентарна група и на лицата со посебни способности. И тука ќе направиме тој исчекор и мислам дека ќе успееме. Многу брзо ќе успееме да Македонија не биде споредувана со останатите балкански соседни држави, туку да го подигнеме нивото на нордиските земји кои имаат стварно сенс и помош на лицата со посебни потреби. Нормално тука е многу важен и тој финансиски, економски дел на државата, но она што во изминатиот период се одвојува во социјала, во здравство и во останати сектори,
мислам дека државата ќе изнајде решение да се отпочне ова мисија за стварно регулирање на лицата со посебни потреби. Сега, бидејќи сме на самиот крај на емисијата, имаме само уште неколку минути да се одјавиме. Јас би сакала да ве прашам, изборите се закажани, парламентот уште малку, барем според она што е најавено, ќе постои и треба да се распушти нели поредот на нештата. Што со ваквата интерпартиска парламентарна група која што постои? Рековте на моје место ќе дојде друг човек, ќе дојде друг состав, меѓутоа мисијата, идејата, она што го начнавме, направивме едно скалило, почнавме да одиме напред, да се продолжи. Така. Јас ќе одам со една реченица, она што лицата со посебни потреби го кажуваат, ништо за нас без нас. И ако тоа секој нов председавач на интерпартиската парламентарна група го свати, длабоко во својата душа, ќе има успех. Ако тоа не го свати, сме го промашили изборот за председавач. Затоа ние сакаме да ги имплементираме овие темелувачки идеи на нас како пратеници, на Полио Плюс со чадорот на 30-тина организации, со техничкиот комитет, да било кој ќе дојде, значи не може било кој, значи треба да биде човек кој сака да се посвети на оваа работа, затоа што знаете како, за еден на година можеш да направиш многу работи, но за 4 години можеш да упропастиш ептен многу. Значи кој 13 години се влечела една позитивна мисла. Изградило може многу лесно да се сруши. И јас и да се урне. Сум оптимист дека и да не сме членови на таа нов состав во парламентот, дека индиректно и ќе бидеме партнери во ова интерпартиска парламентарна група, како надворешни партиципиенти. И ќе лобираме заедно. И рековме дека овој пат ќе го одиме заедно. Е тежок, трнлив, сизифовски, ама има мотив, затоа што знаеме дека може да се успее да лицата со посебни потреби го најдат адекватното место во системот на организирање на државата и нормално да ги користат бенефитите како поранлива категорија од нас. Јас тука ќе ви се заблагодарам на двајцата што бевте дел од оваа емисија, бевте гости во емисијата Отворен свет и ќе завршиме со една убава реченица на Елена. Јас ќе те цитирам: на заедничкото патување, таа побара заемно почитување, да работиме, да учиме заедно, зашто само така можеме да одиме напред. Тоа е вистината. Ви благодарам на обајцата. Благодариме. Ми беше чест и задоволство што бевте дел од оваа емисија. Се надевам не и последен, ќе се видиме повторно. Вие сте новинарите, наша клучна алка. Ви посакувам успех така. И вам и сакам да ви благодарам за интерес. Да видите и во новиот состав. Тоа не зависи од нас. Значи ние сме професионални во одредени професионалности кои лекар, кој правник. Добро, желба, можам да ви посакам успех. Знаете како? Благодарам. Има и поквалитетни луѓе од нас, така да мора да се даде на секого шанса. А дали ќе бидеме или не, тоа да го ставиме на други. Така. И Елена, многу успех во твојата работа и поратаму. Благодарам, се гледаме. Јас ви благодарам, почитувани слушатели, што бевте дел од нашата емисија Отворен свет. Од вас останува да ви кажам благодарам што не следевте и секако за техничката реализација да му се заблагодарам на колегата Орце Георгиев, а со вас беше вашата водителка Весна Тасковска и секако ја уреди оваа емисија. До слушање и имајте убав ден.